Успешните луѓе, кариеристите, не станале тоа што се случајно. Секој од нив имал некоја визија кон која се стремел, што сака да постигне и како да го направи тоа. И кога ќе кажеш успех, некако прво се подразбира самоуверен маж кој вртоглаво се качува кон врвот. Но жените ги уриваат ваквите стереотипи и тие знаат многу добро што сакаат и како да го постигнат тоа. И Анета Пешева е една таква успешна жена, длабоко посветена, која работи вредно и повеќе ја користи педалата за газ отколку кочницата. Не се плаши од предизвици. Електроинженер по професија, коосновач на IT компанија, председателка на МАСИТ, почесен конзул на Канада во Македонија. Каде е своја на своето? После сите овие 30, можем да кажем и 3 години во мојот бизнис и бидејќи тоа го започнав скоро после мојот универзитет, сакам да ви кажам, најкомотно се чувствувам во мојата компанија. И како менаџер на IT компанија, мислам дека навистина сум го испекла занатот и тука ми е многу лесно за носење одлуки, тоа не го гледам како некој напор, баш напротив задоволство и можем да ви кажам дека тука сум најсрекна. Тоа ми е како дом некако и така да заради тоа мислам дека тука можем да кажам сум најопуштена и најсрекна, особено заради тоа што работам со многу млади луѓе, тука ми даваат и они некаква додатна енергија. А на второ место би го ставила овој мој дипломатски статус, бидејќи јас со години контактирам со странци, со други држави и многу патувам и сум имала многу средби. Таа работа некако природно ми дојде како јасна и природно си ја работам, без некакви големи напори, сакам да кажам, иако таа е многу попрецизна и треба многу повеќе внимание. Ја прашавме дали е тешко да се биде успешна жена во машкиот свет. Тешко ли е да се основа компанија, односно жена да основа компанија? Нашиот бизнес не спаѓа во бизнеси каде што, да кажеме, жената е нешто понерамноправна од мажите. За основање на компанија тоа нема никаков проблем, кај нас законите тука се јасни и чисти. И во бизнисот нема никаков проблем една жена да основа компанија и да работи во некоја работа или бизнис да оформи, ако тоа и се допаѓа, ако сака тоа да го работи. Јас би кажала дека повеќе тука жените имаат некакви дилеми околу тоа дали можат, не можат и така натаму. Моите истражувања кажуваат дека жените се тие кои што понекогаш не се осмелуваат да влезат во тие води. Некако, знаете како јас тоа стално го кажувам, жените се подобри, поспособни, пошколувани понекогаш. Кога имате за едно исто работно место конкурс, ако се појави жена која што има и повеќе образование, и поспособна, и подобра, а и машко, секогаш машкото ќе каже да, јас сум роден за ова, а секогаш кај жената има една дилема, па не знам сега дали сум уште спремна, дали ќе можам да одговорам на задачите. Така да мислам дека кај жените малку треба таа самодоверба да се покачи. Има визија, има планови, но децидна е. Не мора стриктно да се држите до нив. Живеете го моментот и животот.